Праксата на Советот за етика во медиумите на Македонија покажува дека се повеќе граѓани препознаваат неетички и непрофесионални содржини во медиумите. Но малкумина се решаваат да поднесат жалба до Комисијата за жалби при СЕМ. На прашањето каде најчесто ги среќаваат неетичките медиумски информации, граѓаните што ги прашавме во Скопје велат: Па од онлайн портали. Добро. Што најмногу ви пречи кога ќе читате нешто онлайн или ќе гледате телевизија? Па најмногу ми пречи кога изјавуваат повеќе приватни информации за личностите, него ли самата поента на информацијата. И од телевизија и од интернет. Што најмногу ви пречи кога гледате телевизија или читате нешто онлайн? Лажни вести. Тајмака? Да. Океј. Дали таму гледате нешто што вие сметате дека е неетичко? Дали е тоа сензационалистички, навивачко нешто? Одбирам што читам, така да најчесто таквите работи ги одбегнувам. Искрено, доста е тешко да се најде реална и искрена платформа каде што информации може да се стекнат. Вести само стекнувам од социјални медии и платформи кои што се самостојни, кои што се некои невладени организации и така натаму. Па од телевизијата повеќе гледам. Што најмногу ви пречи кога гледате телевизија или читате нешто онлайн? Политиката. Навик ми пречи. Има само политика, нема ништо друго на телевизија. Збор по збор или такви теми некои, мислам дека е заморно за народот тоа. Иако забележуваат прекршувања на правилата за професионално и одговорно новинарство, малкумина од нашите соговорници знаат дека имат можност да поднесат жалба до Советот за етика во медиумите за евентуални прекршувања на Кодексот на новинарите. Не сум знал. Па, искрено не знаев. Man dan je hebt concreet kadritim skamben do was nie herego. Мило ми е што постојат такви организации. До Советот за етика во медиумите во 2023 година стигна 132 жалби, речиси двојно повеќе од претходната година, од граѓани, невладени организации и институции за евентуално кршење на правилата за професионално известување. Дури 110 од нив се однесуваат на интернет порталите. Најчесто прекршуван е членот број 1 од Кодексот на новинарите за објавување неточни, непроверени или еднострани информации. Пријавете до Советот за етика доколку сметате дека некој медиум шири неточни вести, говор на омраза, еднострани информации или пропаганда, сензационализам или непочитување на приватноста на граѓаните. Повеќе за медиумската саморегулација во Северна Македонија прочитајте на sem.mk.